Во насока на подобрување на имиџот на професијата и работникот за обезбедување, Комората за обезбедување на лица и имот организира кампања која ќе се одвива под мотото "Заедно сме сигурни, заедно сме едно". На денешната конференција на која присуствуваа и представници од меѓународните институции, кампањата беше разгледувана од стручен статистички, психолошки и криминалистички аспект. Министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска, говорејќи за креирањето решенија во новиот закон за обезбедување на лица и имот, истакна дека истиот е неопходна алатка која ќе биде одговор на новите трендови и предизвиците од оваа област. Новите нормативни решенија во овој закон и тоа како ќе придонесат за воведување на нови квалитети во обезбедувањето на лица и имот, што пак во крајна линија ќе рефлектира со квалитативен исчекор во обавување на дејноста или поедноставно кажано во повисок степен на безбедноста на лицата и имотот кои се обезбедуваат. Како што нагласи председателката на Комората Верица Милевска-Стефановска, според нивните евиденции, на 57 агенции им се издадени легитимации за работа, од кои 41 агенција се членки на Комората. Мислам дека со една поголема контрола дека можеме да стигнеме до некоја поубава бројка. Кампањава е, значи, дел од она што ние ќе тргнеме да го правиме. Вторчекор е нелојалната конкуренција. Во законот мислам дека имаме добри предлози, решенија со кои што можеме да допринесеме таа нелојална конкуренција да ја, ајде да кажам, анулираме. Генералниот секретар на Европската конфедерација за приватно обезбедување Хилде де Кларк посочи дека е воспоставена плодна и динамична соработка во рамки на која ќе се пренесуваат најдобрите практики за подобрување во областа во обезбедувањето во Македонија. Во нашата држава има регистрирано 188 агенции за обезбедување, од кои 97 функционираат во Скопје, а се издадени 84 решенија на правни лица кои имаат обезбедување за своји потреби.